На сите нам добро позната ни онаа народна мудрост. Не се гради среќа на туѓа несреќа. На туѓи солзи гледајќи како другите страдаат. Некои се обидуваат да си ги уредат животите на штета на другите, користејќи себичност, лаги, подлост, навреда и злоупотреба. Тие чувствуваат среќа и задоволство гледајќи како другите страдаат. Понижувајќи ги другите, тие го зајакнуваат нивното его или самодоверба. Токму Бекстич истражуваше на темата. Дали се гради среќа на туѓа несреќа? Ние прашавме, познатите одговорија. Се гради многу среќа на туѓа несреќа и тоа е најголемиот проблем моментално што го има во Македонија. Тоа нели спаѓа љубомора, завист. Тоа е најлошо нешто. Човек ако сака да биде среќен треба да си го создаде идеалниот живот за себе и само тогаш ќе биде вистински среќен. Се додека е среќен поради туѓа несреќа, си ја одолжува својата несреќа. Никогаш. Никогаш не би одговорила потврдно на тоа прашање. Јас верувам во карма, искрено, и на ваков или на таков начин работите, нели, се врти, се враќа, се плаќа, тоа не е за џабе кажано и јас сум во целосна верба во тој исказ, така да нема среќа на туѓа несреќа. Не, никако. Со закон треба да има забрана, ама има. Тоа се вика Бог. Он таму има, ја велам, еден голем тефтер. Не. Идиотски да градиш среќа на туѓа несреќа. Многу идиотски затоа што не мора да градиш, туку едноставно јас не знам како некои луѓе може да бидат среќни кога сите околу нив се несреќни. Не е поентата јас и ти да имаме 5 милиони долари и да бидеме пресреќни, а сите околу нас 2 милиона да живеат во беда. Мислам дека е многу поубаво, порано беше сите беа среќни, сите возеа приближно исти коли, сите имаа приближно исти плати, сите одевме на приближно исти одмори и луѓето беа многу посреќни. Денес очигледно дека 1% луѓе се среќни, а останатите не се. И тоа воопшто не би требало да биде добар знак за оние кои наводно се среќни под наводници. Тоа би било за мене многу глупо. Нема шанси. Нема шанси. Тоа е исто како да фрлите лош бумеранг некаде и да очекувате дека истиот тој бумеранг ќе го дочекате со убава енергија. Нема шанса, ќе ви удри или од лева или од десна или од позади. Така да страна во глава. Директно. Нокаут. Апсолутно не. Никогаш. Значи, тоа е најлошото нешто што човек може да го направи, да згази некому, да погази некого за да успее тој. Тоа е најлошото нешто што може човек да го направи, една од најлошите особини. Значи тоа го прават само екстремно себични луѓе со развиено его и суета, желни за материјални добра и пари, и тоа во моја околина не сакам такви луѓе и грозно ми е кога слушам такви муавети. Па не, своја среќа си градиш своја среќа. Мислам дека ако друг направиш несреќен за ти да бидеш среќен, не е тоа среќа. Не, мислам дека тоа е навистина погрешно и кармата, и ако си верник, тоа нема никогаш да го направиш. Никако. Треба да се радуваме на... Ако некој друг е среќен, ние да се радуваме за него и обратно. Само така можеме да функционираме. Апсолутно не. Само може да се плати цената, кој што знам дека секој ќе плати доколку на туѓа среќа гради своја среќа. Само луѓе кои што се несреќни може да изградат среќа на туѓа несреќа. Мислам дека е тотално погрешно тоа. Никако. Не. Среќата, секој со својата среќа.